Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитуван министер, почитуван председател на Фискалниот совет господин Бишев, почитуван член на Фискалниот совет академик Беџети. Дозволете да дадам свој личен осврт на состојбите за буџетот за 2024 година. Економската ситуација во Република Македонија во моментов е повеќе од катастрофална. Перцепцијата која е реална и прифатена од мнозинството граѓани и учесници во финансиските текови во нашата држава е дека никогаш не се живеело полошо. Сите реномирани и кредибилни меѓународни институции во своите извештаи нотираат огромна стагнација и уназадување во економијата и животниот стандард. Македонија во моментов е економски разурната и со галопирачки чек роди кон огромна сиромаштија помеѓу граѓаните, уништување на стопанството и банкрот на државата. Масовните демонстрации се секојдневие, пензионерите плачат на протестите, гневните работници се пред институциите, а стопанските комори се револтирани. Ние сме држава во која голем дел од домаќинствата можат да си дозволат само еден оброк дневно, огроевот е луксус, а владата не престанува да троши народни пари за работи кои се освен неопходни. И сега, во оваа расправа, ќе се служам со факти и бројки искомуницирани од вас, од ваши изјави, документи и официјални бројки кои што ги имаат сопштено државните институции или владините функционери. Пред нас е предлог буџетот за 2024 година. Највисок во историјата, неразвоен, нереален, креиран без концепт, нема јасна визија и е поставен на основи кои што се неодржливи. Формиран без одржлива стратегија која е насочена кон реален развој на економијата. Најголемиот досега дури 5,5 милиарди евра. Ке одиме дел по дел. Ова е буџет со висок буџетски дефицит од 3,4% или 545 милиони евра, кој ќе донесе огромен јавен долг од 63,2% од бруто домашниот производ. Република Македонија има сериозно висок јавен долг кој се генерира без цел, а не создава реална вредност во економијата. Што велат клучните бројки за буџетот за 2024 година? Концепиравте буџет кој без никакво непредвидено трошење ќе биде половина милиарда во минус, а секогаш има дополнителни непредвидени трошења. И секоја година од вашето владење предвидениот дефицит се промашува, односно на крајот на годината е многу поголем од тој кој што е предвиден на почетокот. Приходите во буџетот во износ од 5 милиарди 42 милиони евра, односно 10% повисоки од тие кои што сте ги предвидели за 2023 година, се посебна нереална и недостижна приказна. Доволно е само да се прочита вашиот план за истите и да се разбере дека планот за нивното собирање е базиран на предпоставки кои едноставно нема да се случат. Па така очекувате да соберете над 2,9 милиарди евра од даноци или над 71% од вкупните приходи или 460 милиони евра повеќе од минатата година. Што значи дека тука ќе се изврши невидена репресија врз даночните обврзници, а веројатно се планира и да се смисли нова така наречена даночна реформа со која што повторно ќе се удри на дисциплинираните на тие што плаќаат. Замислете, владата планира по основ на даноци за наредната година да собере 460 милиони евра повеќе од тоа што собрава во оваа година. Како планира да го направи ова во услови кога економијата не расте, процентот на вработените не расте, не се отвараат нови предпријатија, енигма позната само за владата. Од ДДВ планирани се да се наплатат над 1,3 милиарди евра, со што приходите од овој данок ќе надминат психолошката граница од 1 милиарда евра. Инаку во проста бројка 37 милиони евра повеќе од 2023 година. ДДВ, како што е познато, е данок на потрошувачката, па се поставува прашањето што толку многу ќе се троши следната година. Од владата во буџетот не даваат конкретно образложение на што ги темелат ваквите оптимистички бројки за ДДВ-то, особено кога поради инфлацијата приносот во буџетот по овој основ ќе биде особено намален. Најверојатно тука се работи за проширување на даночната основа и качувањето на ДДВ-то на уште поголема палета на производи. Владата планира да го зголеми приходот од казни за 10,5% или за 250 милиони денари. Тоа значи дека инспекциите, арачот и казните ќе бидат пуштени на најсилно. Сте вметнали и приход од потенцијална продажба на државни фирми и државно земјоделско земјиште. Не можете да планирате приход од нешто за кој што не знаете дали, ниту по која цена ќе се оттуѓат. Само овој аргумент ви ја руши целата проекција за приходите. Слабата реализација на капиталните инвестиции изминативе 7 години се покажа како ограничувачки фактор за растот на економијата. Проблемот е во потенцијалот за нивната реализација и слабиот техничко-организацијски аспект на владата за да ги реализира овие институции.
Овие инвестиции се извинува. Првото, самото нивно планирање и реализација одат тешко. Капиталните инвестиции, наместо да ја движат напред македонската економија, останаа на страниците на стратегиите, буџетите, ветувањата на власт или распаднатите знаци за почеток на градежните активности. Она што е загрижувачки е повторното ветување за капиталните инвестиции. Во 2024 година оваа влада испланирала за оваа намена да се вложат 773 милиони евра, во услови кога Република Македонија ќе има двојни избори, со што е директен доказ дека владата на СДСМ и оваа ставка ја користи како резерва која при прв нареден ребаланс дожива огромно кратење. Влада која за 7 години нема ниту една шајка заковано, 1 километар автопат нема завршено, сега ќе реализира за 4 месеци 773 милиони евра. Влада која што не успева за 2 години да реализира 730 милиони евра капитални инвестиции, предвидела дека толку ќе вложи во капиталните инвестиции за една година. Комплетно е нејасно по која основа владата се обврзува дека идната година ќе инвестира дури 773 милиони евра во капитални инвестиции, а ако направите анализа на веб страницата на Министерството за финансии, може да се види колку слабо е реализиран буџетот за оваа година. Односно, заклучно 30 ноември, период во кој што требало да се реализираат околу 90% од капиталните расходи, процентот на реализација е многу понизок и изнесува само 66%, без коментар. Буџетските средства за функцијата економски работи се намалени за 58 милиони евра, уште една нелогичност која што е директен контрааргумент на епитетот развоен на овој буџет. Велат се откажале од непродуктивните трошоци. Ајде да видиме. Кај ставката плати и надоместоци планирани се 6,3 милиарди денари повеќе во однос на буџетот за 2023 година. И тука не се работи за средства кои што треба да се зголемат платите, туку за нови партиски војници кои предизборно ќе се вработат и ќе бидат на буџетската сметка додека овој народ гладува. Расходите за стоки и услуги се планирани во износ од околу 65,6 милиарди денари, односно 1 милиарда и 65 милиони евра, што е за околу 5 милиарди денари повисоко во однос од буџетот за 2023 година. Расходите за патни и дневни расходи се 770 милиони денари, 12,5 милиони евра. Ставката 425 договорни услуги се планирани 49 милиарди денари повеќе или 8% повисоко од 2023 година. Ставката 423 материјали и ситен инвентар планирани се 5,6 милиарди денари повеќе или 11% повисоко од 2023 година. Ставката 427 привремени вработувања планирани се 240 милиони денари или 20,6% повеќе отколку во 2023 година. Ставката 483 купување на мебел планирани се 2,2 милиарди денари повеќе или 106,9% повисоко во однос на 2023 година. А пак ставката 486 купување на возила предвидени се 312 милиони денари повеќе, односно 208% повеќе од буџетот за 2023 година. Во планираниот буџет во Службата за општи и заеднички работи има зголемување за 228 милиони денари кај подпрограмата за изградба и реконструкција на административните згради. Каде е тука кратењето на непродуктивните трошоци? Ако е златното правило да има повеќе предвидено капитални инвестиции од буџетскиот дефицит, тогаш како се вика правилото со кое стоките и услугите имаат 5% повеќе учество, односно 351 милиони евра повеќе од ставката за капиталните инвестиции? Забелешки на вака концепираниот буџет имаат синдикатите, коморите, Организацијата на работодавачи, експертите, академската јавност. Власта се правда и бара алиби во други, но вистината е дека во Македонија, како во ниту една друга земја во регионот, се случува економска катастрофа. Народот е гладен, а сведоштвата на протестите се потресни. Колку е посиромашен народот, толку е побогата кликата на власта. Заради оваа криминална и неспособна власт на СДСМ и долгот достигнува рекорди и согласно тоа што е предвидено во овој буџет, без дополнителни непредвидени задолжувања кои без исклучок секогаш се случуваат, како тие во овој месец, во 2024 година Република Македонија ќе се задолжи за 1,2 милиарди евра. Државниот долг заклучно со декември годинава изнесува 8,5 милиарди евра со големи,
огромни изгледи до крајот на оваа календарска 2023 година да порасне до 9 милиарди евра. Ова и најавените над 1,2 милиарди евра нови долгови ќе значат дека оваа власт за 7 години успеава да ја задолжи Македонија повеќе отколку сите влади претходно. Огромна сума или близу половина од целиот буџет оди за социјалните трансфери. Оваа расходна ставка со буџетот за 2024 година ја надминува психолошката граница од 2 милиарди евра и ќе тежи 2,6 милиарди евра, што е зголемување за 200 милиони евра во однос на буџетот за 2023 година. Факт што ги руши розевите лаги на власта и што директно укажува на тоа дека сиромаштијата непрекинато расте. Како аргумент на овој факт го додавам тоа што 60 милиони евра повеќе се издвојуваат за помош на социјално погодените категории слој на население кое непрекинато расте во последните 7 години. За пензии ќе се потрошат 1 милиарда и 350 милиони евра или 170 милиони евра повеќе од планот со буџетот за 2023 година. Овој факт укажува на големото иселување на работоспособното население и на старењето на нацијата. Во програмата јакнењето на владењето на правото се планирани средства, замислете, од 1 милион денари од буџет од 5,5 милиарди евра. А под програмата борба против корупција и организиран криминал е проектирана со 0 денари. 0 денари од 5,5 милиарди евра. Нема потреба да трошиме пари тука и така сме на дното по корупција на врвот во организираниот криминал. Програмата економски развој, под програмата технолошко-индустријски развојни зони се намалува за 25% или цели 252 милиони денари. Заковани сме на дното од сите земји во регионот по директни странски инвестиции, бидејќи наместо да носиме инвеститори на земјиштето на технолошките и индустријски развојни зони, владата инсталира фотонапонски централи на луѓе блиски на власта. Развојните програми се посебна катастрофална тема. СДСМ и ДУИ не престанува да им се одмазнува на граѓаните за жестокиот порас на локалните избори. Министерството за транспорт и врски во 3Б, водовод и канализација на општините крати цели 98% или цели 194 милиони денари. Крати и кај капитални дотации до општините цели 147 милиони денари или 74% помалку. Во подпрограмата ОА рамномерен регионален развој, при Бирото за регионален развој се крата цели 88 милиони денари, а во ставката 488 капитални дотации до општините се кратат цели 93,3 милиони денари. Под програмите 3А изградба, опремување и одржување на објекти од детската заштита или популарно наречени градинки се кратат 63 милиони денари или цели 47%. А пак под програмата изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица се кратат 8,6 милиони денари или 33%. Во подпрограмата БА, поттикнување на вработувањето, Министерката за труд и социјална политика Тренчевска скратила 222 милиони денари или 88%. Тоа значи толку до ние антикризни мерки за кои што со денови ги слушаме како се фалат по телевизиите. Во подпрограмата 2А реформи на полицијата при Министерството за внатрешни работи се кратат 79 милиони денари или 13% помалку. Затоа ни се случуваат секојдневни деликти на улиците во градовите кои за жал завршуваат трагично. Во подпрограмата на Агенцијата за млади и спорт за изградба на спортски објекти се кратат 35 милиони денари или 24% помалку. Министерството за здравство во подпрограмата 1К за изградба на нов клинички центар за Скопје и Штип се намалува за цели 23 милиони денари или 27% помалку. Општата болница во Кичево, каде што министерот Меджити кажа дека не би се лекувал, скратени се 10 милиони денари за нејзина изградба. Министерство за финансии во подпрограмата проект Купи куќа, Купи стан и проект Купи куќа за млади крати цели 28 милиони денари или 25%. Младите се селат од оваа држава бидејќи оваа власт системски им ги убива надежите дека можат нормално да живеат во оваа држава. Во Министерството за образование подпрограма 48 изградба на факултет за финки и ФФК се намалува за 86% или цели 18,6 милиони денари. Овие кратења се во однос на буџетот предвиден за 2023 година и овој за 2024 година, кој што е историски највисок и е повисок од тој за претходната година. Расипничкото трошење го има насекаде.
И со оглед дека знам дека ќе се обидете да ја извртите оваа теза, декларативно ќе ви набројам дел каде се. Председателот Стево Пендаровски ќе потроши 5 милиони денари повеќе оваа година. Ставка 20, отворете ќе видите. Владата на Република Македонија ја зголемува ставката 401, заплати за 15 милиони денари, а внимавајте, ставката 424 за поправки и тековно одржување за фантастични 539% или 27 милиони денари. Ставката 425 договорни услуги е поголема за фантастични 260 милиони денари или цели 40%. Службата за општи и заеднички работи ја зголемува ставката 12, која што е ставка угостителство за 17 милиони денари или 23%. И на крај на мандатот не намалуваат на луксузот во јадењето и пиењето. Ставката 30 авиослужба ќе се зголеми за цели 30 милиони денари, а тие кои на вас дојдоа фарбајки споменици објекти во ставката 1Б за изградба и реконструкција на административни згради, си обезбедиле дополнителни 228 милиони денари или оваа ставка ја покачиле за вртоглави 188%. Министерството за одбрана ја зголемува ставката 427 привремени вработувања за 30%. МВР крати кај програмите за реформи во полицијата и кај секторите за внатрешни работи, а ја зголемува ставката 11 угостителство за 3,7 милиони денари. Министерството за правда во програмата Г јакнење на владењето на правото може предвидело 0 денари, ама ја зголемува ставката 427 привремени вработувања за 56%. МНР ја зголемува ставката, внимавајте, 483 за купување мебел за 309,5%. Министерство за надворешни работи ставка за купување на мебел за 309% зголемено. Министерството за финансија зголемува ставката 427 привремени вработувања за 9 милиони денари или 20% и ставката за купување на мебел за 281%. Министерството за економија ги зголемува ставките 404 за надоместоци за 1140%. Нема пари за енергетска криза, ама има пари за надоместоци за луѓето кои што ги креираат овие економски погубни политики. Министерството за животна средина нема пари за аерозагадување, ама има за договорни услуги. Ја зголемува ставката 425 за 46% или 86 милиони денари. Исто ставката 483 милиони денари, односно ставката 483, купување на мебел расте за 114%. Ставката за купување на мебел во Министерство за животна средина, внимавајте, расте 114%. Ке се кратат пари за земјоделците, за да можат партиите од власта да вдомуваат партиски војници во Министерството за земјоделие. Зголемување на ставката 10 администрација за 191% или 350 милиони денари. Министерството за образование нема да има обезбедено учебници, ама ставката 483 за набавка на мебел расте за 179%. Почитувани, единствената добра работа во овој буџет е што е последен поднесен до собранието во мандатот на ова мнозинство. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија поднесе 250 амандмани, со кои за последен пат ќе се обидеме да ги вразумиме колегите пратеници од мнозинството дека владениот буџет треба да биде за граѓаните, а не за бизнис делките склучени на функционерите од власта. Ке инсистираме да се прифатат амандманите кои се однесуваат на намалувањето на ДДВ за храната, струјата, огревното дрво, но и намалувањето на неколкократно зголемената акциза за горивата. Бараме за студентите зголемување на субвенцијата за студентски оброк, но и за стипендиите. Во соработка со граѓанскиот сектор поднесовме амандмани кои се однесуваат на мерките за намалување на аерозагадувањето, кое е алармантно. Поднесовме и низа амандмани кои се предлози на синдикатите, стопанските комори, организациите на работодавачите, организациите на потрошувачите. Во тие амандмани се водевме по нашите приоритети и по оние приоритети кои што се потребни на нашата држава. Стимулирање на економијата преку капитални инвестиции, помош на граѓаните во овие тешки моменти на криза и спречување на расипничкото трошење на парите од страната на власта. Се надевам дека мнозинството ќе се охрабри и дека ќе дискутира за истите и за доброто на народот и граѓаните на Република Македонија, дека истите ќе ги прифати. Ви благодарам.